сите земјоделци. Благодарам за поддршката. Се надевам дека професионално ќе одговорите на дадената доведа. Со среќа нека е. Директор, успешно Благодарам министра. Се надевам дека ќе се Со среќа. Почитуван министар Димковски, почитуван директор Доневски, почитуван заменик директор на агенцијата Селами, почитувани медиуми, со денешното потпишување на договорот за набавка на гориво за земјоделска механизација или така наречената зелена нафта со компанијата АД МАК Петрол Скопје, која го доби тендерот, практично го заокружуваме целиот процес за оваа мерка и за мошна и кратко време ќе се пристапи кон реализација, односно кон доделување на персонализираните картички. Вредноста на јавната набавка изнесува 200 милиони денари. По денешното потпишување, компанијата во најкраток рок, но не подолг од 60 дена, до агенцијата треба да ги достави изработените персонализирани платежни картици, кои преку подрачните единици на Министерството ќе се достават до самите земјоделци. Безготовинската картичка е наменета за набавка на дизел гориво на било која бензинска станица на МАК Петрол АД на целата територија на Република Северна Македонија. Со картичката не можат да се подигаат готовински средства или да се купуваат други било какви производи од бензинските станици. Картичката заедно со пинот, односно кодот кој е таен, упатството за користење на истата и решението за одобрената финансиска поддршка може да се подигаат во подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Картичката е лична и може да се користи само од страна на корисникот чие име и презиме и датум на раѓање е испечатено на картичката. При првото полнење гориво со картичката, корисникот задолжително да ја провери состојбата на картичката и истата да ја спореди со износот на одробената финансиска поддршка утврдена со решението. Проверката се прави на касата на бензинските станици на МАК Петрол АД. Износот на наточеното гориво не може да биде поголем од дозволеното, односно преостанатиот дел на картичката. Кој колку пари ќе има на платежната картичка зависи од големината на површината и земјоделската култура за кои конкурирале земјоделците за субвенции по програма 2018. И најмалите земјоделци, односно оние кои имаат 0,2 хектари, нема да останат без субвенционирана нафта и најнискиот износ на овие картички е 500 денари, а додека највисокиот лимитиран износ е 100.000 денари. На овој начин, преку оваа мерка сакаме да се поттикнат земјоделците да го окрупнат своето производство и да ги зголемуваат производните количини. Преку оваа мерка сакаме да влијаеме кон значително намалување на производните трошоци, што за земјоделците ќе значи поекономично производство и поголеми приходи. Преку оваа мерка 200 милиони денари враќаме назад на сметките на земјоделците.